за прашањето. Сакам неколку работи да кажам. Прво, во однос на тезите кои што ги изнесовте овде, а тоа е дека нема суверенитет на цела територија на Република Северна Македонија. Мислам дека такви тези, прво, не само што се невистините, тие се опасни тези со кои што вие сметате дека можеби нешто повеќе ќе добиете во некој дел, меѓутоа треба да знаете дека пласирањето на ваквите тези допринесува многу повеќе да губи Македонија, и тоа е клучната работа која што треба да имате во предвид. Во однос на тоа што се случува не само во Слупчане, на територијата на неколку места во Липково, тоа е состојба која што според мене, верувам и според вас, е недозволена, и во тој дел апсолутно не еднаш, неколку пати постапува македонската полиција, заедно и во разговор со сите институции, дури и со локалната власт која што е таму. И денеска, утрово, имавме интервенција. И тоа секогаш, кога за тоа има потреба и врз основа направени проценки кои што ги има полицијата. Заради тоа што полицијата не може да се разбере како полиција која што ќе влегува секаде и ќе превзема активности надвор од законските овластувања. Тоа можете вие да го прикажувате во јавноста. Можете да бидете допадливи према одредена категорија на луѓе, ако сметате дека полицијата треба да застапува така без никакви законски овластувања. Меѓутоа, секогаш мора да бидат исполнети законските норми, овластувања, и пред се во функционирањето на полицијата мора да се има предвид човековите слободи и права и правата на граѓаните. Значи, тука немаме никаква дилема. Инаку, ако сакаме и за тоа да разговараме, прво, на територијата на општина Липково постојат неколку полициски станици кои што работат активно, секојдневно. И тоа покажува дека апсолутно целосната контрола и соработката на граѓаните и полицијата на едно високо ниво, како што е и во другите општини во државата. Зборувавме и пред неколку месеци во однос на тоа што се случува во Рачиново и 95% загуба, и дека е многу тешко да се реализира. Меѓутоа, гледате дека повторно со разговор и дебата со населението успеавме денеска да имаме комплетна покриеност на една општина во близина на Скопје. Исто така и во Сарај, исто така и во многу други села, ако сакате, во кои што немало таква можност, сега тоа се завршува. Така да и во Слупчане целата оваа состојба ќе се заврши. Меѓутоа не треба да се заврши со зовривање на атмосферата, со кревањето на тензиите, заради тоа што апсолутно не ни одговара на никој да имаме кревање на тензии кои што може да прераснат во некакви, не знам, меѓуетнички и така натаму. Овде станува збор исклучиво за луѓе кои што не сака да ги исполнат врските, односно да плаќаат, и тие за тоа мора да сносат одговорност и последици. Така да сите тие граѓани кои што учествувале на блокади, се спротивставувале на службени лица, не дозволувале пристап и така натаму, ќе им бидат поднесени соодветни поднесоци, за тоа ќе носат одговорност. Меѓутоа, најголемиот дел на граѓаните и на Слупчане и на општината Липково не се согласуваат со тоа, и тој проблем ќе се затвори, ќе се реши на начин на кој што сите ние практично го имаме остварувањето на обврската, односно плаќањето на електричната енергија, бидејќи нема и не може никој апсолутно да биде тој кој што нема да плаќа електрична енергија. И во минатото и сега имало и поединци и лица, дури и во институциите, носители на функции и така натаму, кои што може би не ги остварувале овие права. Меѓутоа, за тоа ќе мора да носат последици. Така да во тој дел на
постапувањата апсолутно во секој еден момент. Кога за тоа има потреба, кога за тоа постои барање од Евана или од било која друга институција, постапуваме и ќе постапуваме се со цел во интерес на граѓаните и на државата. Така да, тоа е основата на која што ние постапуваме. Во однос на тоа кој колку може да разговара со тие луѓе, кој колку може да има верба во тие луѓе и кај тие луѓе, можеме да разговараме многу долго и на широко колку сакате. Вие веројатно не ни знаете кај се наоѓаат овие села во Липково и не сте отишли да поразговарате со нив. Јас сум бил секојдневно и во 2 изборни циклуси добивам по 1000 гласови од општина Липково, што мислам дека вие не можете да го замислите тоа. Благодарам.